Сомнежите за проневера од 700.000 евра во ФФМ му ставија лисици на рацете на екс-претседателот на Федерацијата, Мухамед Сејдини. Во полициска акција, поранешниот прв човек на македонскиот фудбал е приведен под сомнение за проневера и злоупотреба. Полициски службеници од Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и Одделот за криминалистичка полиција во координација со Основното јавно обвинителство Скопје, Голишиот Слобода МС, поради сомнение за сторени кривични дела, проневера и злоупотреба. Станува збор за истрага поврзана со средства што Европската фудбалска асоциација УЕФА и ги доделила на Македонската фудбалска федерација за градежни работи на стадионот Билјанени извори во Охрид. Според првичните информации се сомнева дека околу 700.000 евра биле проневерени. Од Основното јавно обвинителство Скопје потврдуваат дека предметот е во тек и дека се превземаат соодветни действија. Во рамките на предмет оформен од Основното јавно обвинителство Скопје, полициски службеници лиши од слобода едно лице поради действија кои упатуваат на сомнение за сторени кривични дела, проневера и злоупотреба. Се уште се преземаат действија по наредба на јавниот обвинител, а повеќе детали ќе бидат споделени по нивното завршување. Сејдини беше на чело на ФФМ во 2 мандати во период од 2019 до 2025 година. Во февруари годинава тој беше суспендиран на 2 години од ФФМ по дисциплинска постапка за измама и злоупотреба на овластувањата. Според наудите на дисциплинската комисија, како претседател на Федерацијата потпишал договор со вметнат услов за авансно плаќање од 20%, иако таков услов не бил дел од прифатената понуда за изградба на трибина на стадионот Билјанени извори во Охрид. Авансот бил исплатен без банкарска гаранција и без соодветно овластување. Со ваквото постапување, според комисијата, бил доведен во заблуда управниот одбор на ФФМ и била нанесена значителна материјална штета на Федерацијата.